вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Борјан Јовановски. Денеска гостин во Отвореното студио е председателот на Демократската унија за интеграција, господинот Али Ахмети. Добро дојдовте во Отвореното студио, господин Ахмети. По првиот круг од председателските избори, каква е вашата анализа, каква е моќта на ДУИ на теренот? Како стои ДУИ меѓу своите гласачи? Ви благодарам за поканата, за вашето одвоено време. Навистина е вистина дека ние сме направили анализи, длабински анализи и детални анализи. Ние сме заинтересирани овој процес, избран процес, да биде успешен. Најпрвин поради причините кои и поради пораките кои сакаме да ги дадеме до нашите гласачи граѓани, бидејќи навистина е еден момент, единствен и прв до сега, заедно излегуваат со заеднички кандидат, договорен кандидат, или консензуален, или како сака да наречете го, политички партии на двете најголеми етнички заедници, македонска и албанска етничка заедница. Не било лесно, секако, бидејќи е еден концепт кој за прв пат и се промовира, но и се применува во пракса. И сакаме да дадеме крај на некои надпревари, акробатски надпревари, би ги нарекол фолклорни надпревари, и сакаме во нашата држава да се инсталира рационалноста. Има работи, големи работи кои не соединуваат, интересите на државата не соединува. И уште еднаш не било лесно за Демократската унија за интеграција, и се уште овој процес беше отежнат од кандидатурата на еден албански кандидат, бидејќи досега не беше испробано досега. И луѓето беа во дилема дали ќе гласаат етнички македонец или етнички албанец кандидат за председател. Иако сите знаеа дека албанскиот кандидат не може да победи, но пропаганда да го направи своето. Дали ќе гласате за албанецот или за македонецот? И ова го албанскиот кандидат обилно го користеше и неговите поддржувачи, двете политички партии кои го поддржаа. И не се промовираше воопшто од истите, бидејќи во широката коалиција беа 4 политички партии кои го поддржуваат заедничкиот консензуалниот кандидат, господинот Пендаровски. 4 политички албански партии. Така што, јас мислам дека според сите анализи кои сме ги направиле, дека тоа е еден концепт, нов концепт, додека ние и ги проценивме потешкотиите и претходно, мислам дека излегувањето на гласачите на ДУИ е задоволително и јас сум задоволен со ова излезност. Која е бројката на ДУИ? Дали знаете вие, мислам, тешко е да процените, бидејќи немате ваш кандидат. Во 2004-та вашиот кандидат Зимо Стрен има 134.000, во 2009-та Буџаку 75.000 гласа, што е тренд на намалување на вашата на поддршката која имате меѓу вашето гласачко тело. Која е бројката со која сега оперирате? Не сакам да манипулирам, да спекулирам со бројки, бидејќи овде зеле учество и 3 политички партии албански во овој концепт, во ова филозофија. Овој концепт беше поддржан од 4 етнички албански политички партии, значи и 3 други освен на ДУИ. Но важно е што ние излеговме победници. Значи блокот за концептот, за филозофијата, за новата филозофија која треба да надвладее и да се постави во нашите простори,
излезе победник. Значи, разликата е над 6000 гласа. Во споредба со кандидатот на коалицијата на ВМРО да помене. Според сите анализи, јас не сакам сега да изнесам детали и податоци од целата анализа, бидејќи не сакам да не бидам задоволен и од ангажираноста и од другите албански политички партии во коалицијата во оваа насока, но секако дека нашите анализи се дека над 50.000 гласови се од албанскиото гласашко тело во овие избори. Наспроти 80.000 кои ги доби Блерим Река со подршка на Алијансата и на БЕСА. Дали тоа значи дека на етнички албанската политичка сцена се случува некое ново поместување на односот на силите? Не мислам дека претседателските избори се вистински показател за поддршката на кандидатот или на партиите. Јас можам да обезбедам, можам да ви гарантирам или да ви кажам примери од минатото. Два примероци вие искажавте. Со кандидатот Острени освоивме 140.000 гласови, со господинот Буџаку околу колку Блерим Река, околу 78.000 или 80.000 гласови. И ако се сеќавате, Имер Селмани, тој доби над 150.000 гласови. Над 150.000 гласови, да. Да, но тие не се вистински индикатор, бидејќи господинот Селмани во тоа време направи политичка партија. Поддршки од македонски граѓани. Господинот Река имаше поддршка, одредена поддршка и од македонците, гласови од македонската етничка заедница, но и господинот Селмани, значи најголем дел од гласовите ги имате од албанските гласачи. Така што тоа не е индикатор, не е показател. Претседателските избори не се показател во споредба со парламентарните избори, бидејќи тука се разликува целосно ситуацијата во претседателските и во парламентарните избори. Ја мислам дека сега веќе во вториот круг многу е вистина тоа дека дел од гласачкото тело на Демократската унија за интеграција не излегла да гласат и рекле ќе излеземе во вториот круг, бидејќи тој е главниот, најважниот. Еден дел од гласачите на тој излегол. Гласеле дури за господинот Река, но сите овие и првата и втората категорија во вториот круг ќе излезат, бидејќи моментот, судбоносниот момент и сигурен сум дека нашите гласачи се созреани гласачи, бидејќи зборуваме за многу важни процеси во нашата држава и нема да бидат индиферентни и овој број ќе го определи, всушност ќе биде за победата. Значи еден дел е паднал како плен на пропаганда, бидејќи наводно Демократската унија за интеграција не е со целокупниот свој капацитет мобилизиран, бидејќи не во интерес на ДУИ и дека Али Ахмети не мисли сериозно со поддршката за господинот Пендаровски, бидејќи господинот Талат Џафери ќе биде вршител на должноста на претседател ако не успеат изборите. Доколку нема избор. Ако не се достигне цензусот, значи еден дел на гласачкото тело потпадна под оваа пропаганда и јас им гарантирам на сите гласачи, на целокупното гласачко тело, дека ние не правиме политика со двојни стандарди, не сме хипокрити дволични, за да направиме договори јавно за еден концепт,
а да работиме поинаку од тоа што е договорено. Значи ги викаме луѓето да се мобилизираат, да се организираат, бидејќи имаме пред нас исклучително важен процес, ќе дадеме исклучително важни пораки за меѓународната заедница и некој може да рече каква порака можете. Нормално дека ако не успеат изборите, оваа порака е многу лоша за нас. Наспроти меѓународната заедница е бидејќи можеме да имаме потешкоти и пречки во понатамошната ратификација со предспанскиот договор, бидејќи до сега 12 или 11 држави го ратификуваат овој договор, предспанскиот договор, и сигурно овој неуспех на изборите сигурно ќе влијае. Сигурно дека и нови пречки би ни се појавиле и во нашиот пат кон Европската унија, бидејќи има многу држави кои не гледаат преку игла, преку отворот на иглата процесите во Западниот Балкан или во Југоисточна Европа. Така што успешното завршување на овој процес ќе има многу големи позитивни реперкусии и во Брисел и обратно. Ако нема, имате ли дилеми околу тоа дали ќе има цензус, бидејќи многумина и домашни и надворешни наблюдувачи на овие избори се сомневаат околу тоа дали во недела ќе се дојде до потребните 40% излазност? Јас не припаѓам на категоријата на луѓе кои дефетисти и песимисти. Не припаѓам на таа категорија. Јас сум се уплашил, да ви кажам, во првиот круг дали ќе се достигне цензусот. Но во вториот круг тоа не ме плаши. Бидејќи овие гаранции сум ги видел од резултатите од првиот круг. И јас мислам дека на вториот круг процентот ќе биде поголема, повисока отколку во првиот круг, бидејќи сега веќе надпреварот е многу посериозен, но е и финален надпреварот. Така што сите граѓани ова го имаат предвид важноста на овие председателски избори. Никој не сака во нашата држава да се инсталира една политичка криза која ќе нема светло на крајот на тунелот. Сите се заинтересирани да инвестираат во стабилноста, политичката стабилност на државата, бидејќи политичката стабилност носи корист за секој граѓанин на државата. И јас мислам дека луѓето ќе одговорат на повиците да излезат на избори. Како толкувате изјавата на господинот Река и кој повика да се гласа, да се подржи евроатлантската интеграција, не повикува за кој кандидат да се гласа, како што рече некој да тргува со гласовите, но повикува да се подржи неговите гласачи да ја подржат во вториот круг евроатлантската интеграција. Дали е тоа индиректен повик да се гласа за Стево Пендаровски? Јас мислам дека ова е софистициран повик на некој начин, малку камуфлирана, зацкриена, но дава простор да се разбере дека сугерира да се гласа за господин Пендаровски. Јас мислам дека луѓето веќе без разлика за кого гласале, дали за господин, тие што гласале за господин Река, тие сега сами ќе одлучат и луѓето се определени за евроатлантските процеси. И ја не мислам дека може да има политичка сила која може да го измени текот на овие действија, да го измени правецот на оваа ситуација. Дали имате информација за што е средбата денеска на премиерот заев со Зијадин Села и со Касамиот Беса? Дали тука има некои, се отвара врата за некои нови шпекулации за
идна соработка на владино ниво и промени во владината коалиција? Не, ова се средби во рамките на агендата на премиерот. Сигурно дека премиерот им врачил покана за да се солидаризираат на овие избори, но и да како да го наречеме или како се промовираше, да политички пазар да прави со нив. Тоа нема врска со политичките пазарувања, но на некој начин намалување на тензијата на ситуацијата по завршувањето на првиот круг од изборите. Ако некој е повреден, например, од кампањата во првиот круг, сигурно дека да има некоја, како да речем, некоја спојување, суватација, да солидарност, да се солидаризираат, да не бидат пречка во процесот. Вие, господин Ахмети, сте прилично задоволни од резултатите кои Дуи ги постигнал во првиот круг, така ве разбрав од ова што досега го зборувавте, за разлика од вас. Така е. И од разлика од вас, господин Заев не е задоволен од неговиот резултат и најави, како што е познато во јавноста, таа операција Метла. Сам посочи дека во неговата партија има проблеми. Што е со вас? Дали вие по овие избори ќе излечете некои лекции во таа смисла дека можеби треба некакви промени да се направат во Дуи? Бидејќи ако продолжи понатаму вака, бидејќи очигледен е трендот на намалување на поддршката и на СДС и на Дуи. Значи, квалификации се прават секој во својот табор, со својата куќа. Јас не можам овде да промовирам неуспех, бидејќи ние водиме во првиот круг. И како може ова да се нарече неуспех? Значи, во првиот круг ние сме победници. Ако не бевме победници, како ќе се случеше? Значи, нашиот политички ривал ќе излезеше како победник. И тогаш тоа ќе беше. Но фактот е дека вашиот политички ривал со сите афери, по се што претрпе и со лидер во бегство, сепак и ви дише во врато, што се вика во вториот круг. Ова е надпревар. И дека вие за разлика и СДС и Дуи изгубивте добар дел од поддршката кај граѓаните, само неполна Ова е година. надпревар. Владачките партии постојано во континуитет имаат намалување, ова е историски докажано, бидејќи се што не оди добро или секој незадоволство индивидуално на секој индивидуа одат на адреса на владата. Сите одат на адреса на тој кој управува со државата, со владата. Но пак ќе повторам, изборите, резултатот на изборите е добар, бидејќи е резултат, победнички резултат. И да се мобилизираме уште повеќе. И јас сум сигурен дека мобилизирањето ќе биде уште посилен во вториот круг и ќе победи концептот, ќе победи политичката филозофија, не само за на одењето напред со евроатлантската агенда на државава, туку и на релаксацијата на меѓуетничките односи внатре во државава. Бидејќи по прв пат се случува во оваа држава предизборна коалиција. Се направија предизборни коалиции во локалните избори. Вака заедниците се доближуваат, а не се оддалечуваат. Се направи договор, се договоривме да излеземе со заеднички единствен кандидат за председател на државата и оваа филозофија е во корист не само на албанци, во Република Македонија. Бидејќи во овој концепт не може секој да го материализира и да
донесе одлуки за примена. Ќе ве прашам и за тој Сепсе. концепт понатаму. Дали сте конкретно задоволни од работата на министрите за екологија и економија, на пример? Не сум дојден тука за да направам оценки и евалуација за перформансите на владата и на министрите. Ова ќе оставиме во за некој друг миг, момент, од како ќе се направи една подлабинска, посериозна, подетална анализа. Јас денеска со мојот кредибилитет како човек сум дошол во вашата емисија да дадам порака кон граѓаните на Република Северна Македонија, бидејќи во недела е исклучително важен ден за нашата држава. И овој ден треба да биде празник за Република Македонија и да се затвори еден циклус, бидејќи ова ни отвара патишта за многу сериозни развојни цели важни за нашата држава, за мирот, за стабилноста, за економскиот напредок, за останувањето на младите луѓе дома, за креирање на подобри услови. Сепак ќе инсистирам, каков е вашиот однос по ставот на премиерот Заев за потреба од таа операција Метла после изборите? Дали мислите дека владеачката коалиција треба да извлече некакви лекции од целиот изборен процес и од оваа проверка, овој тест на расположението на граѓаните? Јас мислам дека по завршувањето на изборите треба да се направи анализа, подлабинска анализа, бидејќи ова влада влезе со многу проблеми, со многу теми кои бара решенија. 20 години или 2 декади кои не успеа да се решат тие проблеми. Значи се фати во костец со овие проблеми. Значи решавањето на спорот со името, подпишувањето на договорот за добрососедски односи со Бугарија. Овие беа две теми, две прашања кои во континуитет представува проблем за нашата држава да се движи напред. И целата влада, целиот владин кабинет беше фокусиран во темите кои бара решение. И сега имаме ситуација многу подобра ситуација, многу порелаксирана ситуација и по завршувањето на избори, председателските избори. И јас мислам, јас ценам дека владата, извршната власт ќе имат простор, многу повеќе простор да се занимаваат со проблемите, развојните политики, со агендата на економскиот напредок на државата, бидејќи сите овие потешкоти, теми кои беа нерешени, а бара идно и неодложено решение, сега веќе завзеле свој тек и целата ситуација сега е во рамките на нормалноста. И целата извршна власт сега треба да биде фокусирана во насока на политичките агенди. Ако добро ве разбирам, вие демантирате ме на известен начин и антиципирате и известни промени во владината коалиција, бидејќи ќе треба да работи на други теми. А и веројатно и друг однос. Не се исклучува можноста и за тоа, но по една анализа направена. Сега не можам да зборам без една детална анализа, бидејќи немам доволно информации до кој степен премиерот направи анализа или допрва ќе направи анализа. И не сме седнале како коалицијски партнери да размениме информации, мислење и искуства за ова. До сега ние средбите како коалицијски партнери биле темите кои јас ги истакнав малку порано, како да дојдеме до решение за
овие прашања, да се завршат овие проблеми, овие прашања со успех и на еден состанок кој го имав со премиерот, не многу далечен, видов дека има подготвеност, голема подготвеност за сега, по завршувањето на изборниот циклус за претседателските избори, неговата агенда како премиер и како владин кабинет да биде стопанството на државата и неопходните реформи кои треба да се направат во државата. Неспорно дека од цел свет имате поддршка и пофалби за тоа што е направено со врска со Преспанскиот договор и договорот со Бугарија, па и она што е направено на внатрешен план во контекст на меѓуетничките односи во таа смисла, во една релаксација. Но граѓаните ги збунуваат ситуации како онаа што е која беше кога требаше се одземе имунитетот на Трајко Велјановски, кога министерката Царовска отвори една тема околу злоупотребите во пензискиот фонд и тогаш како да настроуваат курслуси кои имаат сериозни последици во јавното мислење. За тоа каква коалиција имаме и на што е таа посветена. Јас ви гарантирам и целата јавност дека партнерството и коалицијата функционира добро, целата ситуација во рамките на нормалноста. Секогаш има прашања, разлики кои во некој емотивен момент можат и јавно да се искажат, но односите помеѓу легитимните представници на ова партнерство е од СДСМ господин Заев, а во ДУИ сум јас. И тешко е да се влијае од надвор, за да се повреди ова партнерство и ова соработка, ова комуникација која постои помеѓу политичките фактори, главните и легитимни политички фактори во рамките на овој изграден партнеритет. Тој контекст, веројатно, вие сте најрелевантниот човек во Македонија кој може да даде оценки и да компаративна анализа да направи како е да се биде во партнерство со Груевски, како е да се биде во политичко партнерство со Зоран Заев. Ако некој може таа компаративна анализа да направи, тоа сте вие. Види. Никогаш не сум сметал дали ќе победам на следните избори. Секогаш сум правил анализа со сите мои соработници, што да направиме нешто подобро, за да ги придвижиме работите во напред. И секако дека ова резултираше со успех. Никогаш не сум ја напуштил комуникацијата со опозицијата, например. И во тоа време, кога СДСМ беше во опозиција, ние сме имале не малку состаноци со господинот Заев. И тие состаноци не сум ги правил тајно за да работам зад грд на тогашниот партнер ВМРО ДПМНЕ. И сум ги обзнанил дали преку медиумите и ако не било објавено во медиумите, сигурно дека јас сум ги информирал коалицијските тогашни партнери. Тоа го знаеме, ме интересира човечки. Вашето животно искуство што ве учи? Какви лекции ви даваат соработките со едниот и со другиот? Треба да влеземе сега во мојата душа, што не е лесно. Што е многу важно. Важно е, но не е лесно. Имаат сериозни импликации во политичките одлуки. Јас секогаш државните интереси за мене биле и интересите на граѓаните на државата биле и потоа партиските интереси, а на крај личните интереси. Значи јас сум голтнал и работи кои не се голтнат. И како препознавате партнер кој е позагрижен за државните, не за партиските, кај Заев или кај Груевски?
Ќе ги оставиме овие теми за мемуарите, кога ќе ги пишувам мемуарите. Да. Бидејќи сега не мислам дека можеме да нема да му користат ни на јавноста, ниту вас лично. То не добро, не ме Сигурно се што тоа Шарбен. сигурно, но се разбира дека и ваше право да таа приватно доживување на тие односи го чувате за мемуари. Тука не можам да инсистирам на тоа. Дали овој настап со консенсуален кандидат, кој тоа не знам колку е среќно избран термин, но тоа е друго прашање, дали е тоа исто за што зборува и Заев кога вели едно општество за сите? Дали ова најава за реализација на таа стратешка определба на оваа влада? Или тука можеби имате поинакви разбирања на тоа што е едно општество за сите? Мислам дека, ако разбрав добро, консензуалниот кандидат за председател како термин ви звучи малку не сватлив. Консенсуален не знам, тоа се сепак неколку партии кои поддржа еден кандидат, а не сите. Како ви кажам, тоа не консенсуален е малку претенциозно. Невозможно е да сите да ги убедите за една цел. Но мнозинството се на страната на заедничкиот кандидат. Кажете, заеднички, ако сакате, дали консензуален или договорениот кандидат, дали консензуалниот, смислата и значењето е исто. И мнозинството на тие кои имаат легитимитет. Не можете да се договорите за некоја работа која, например, бидејќи има разни парцијални интереси. Не можеме ВМРО да го убедиме да излеземе со заеднички кандидат, например. Така што нашата земја има потреба, како што се направени овие чекори, овие се действија за вредностите, чија вредност ќе се измери после 5, после 10 години. Сега има опонирање, има незадоволство, бидејќи е концепт кој се промовира. Нов, добро. Не ми одговори, да, добро, дали е тоа, дали сте во истиот правец? Дали е нашата држава треба да биде држава за сите. Без разлика, без разлика на верска припадност, национална припадност, дури идеолошка припадност. И толку многу работи имаме заеднички, така што, ако се продлабочиме уште подлабоко, ние треба да работиме заеднички за владењето на правото. Бидејќи тука добиваат сите. Ние заеднички треба да работиме во борбата, бескомпромисната борба против организираниот криминал и корупцијата. Бидејќи тука добиваме сите. Овде се збогатуваме сите, ако сме успешни во владењето на правото, во правната држава. Ако сме успешни во борбата против организираниот криминал и корупцијата, ако сите се бориме против селективната правда, да нема во нашата држава селективна правда, поинаку за албанците, поинаку за македонците, судиите да носат одлуки и обвинителите, бидејќи лојалноста кон државата, ова лојалност која ја импонирајќи граѓаните, ако јас се третирам праведно и еднакво со сите, со моите сограѓани македонци, и мене, јас тога сум обврзан да бидам лојален кон мојата држава. Во Германија, во Швајцарија, во сите развиени земји на Западна Европа, законот важи за сите исто. Дали е швајцарец, дали е германец,
ако нема појас во автомобилот, ќе се казни со 50 евра или франци. Ако прави едно дело што е во спротивно со законот, ќе се казни како албанецот, како македонецот, како швајцарецот. Знаете, тука господин Ахмети, тука ќе идете на други аргументи кои ќе речат во Чаир не се спроведува законот, се пуши, се паркира кај сака во центар, се драстично драконски се казува. И тука влегуваме во една дебата која е прилично замрсена. Во Чаир, знам, тоа е мултиетничка средина. Значи, не се почитуваат ниту од македонците, ни од албанците. Како и да е. Ако одиме таму, потешко е мату. Но не се спроведува законот еднакво како во центар, да речеме. И сега доаѓаме. Ама мултиетник е онш. Ја ве прашувам, дали се се понаоѓате во тезите на социјалдемократите за едно, на политиките за едно општество со сите кои тие ги проповираат како нивна стратешка определба? Овде треба ангажираност, посветеност. Значи, прво овие вредности треба да се инсталираат, а потоа да се работи нормално, тогаш како резултат доаѓа едно општество праведно и еднакво за сите. По природен тек, инсталирајќи ги овие одредби, овие вредности. Да. Дали за СЈО сте разбрани дефинитивно меѓу вас и СДС нема разлики во однос на тоа каков закон за односно нов закон за јавно обвинителство кој треба да го надмине проблемот со интеграцијата на СЈО во структурите на јавното обвинителство, со што би се надминела уште една пречка кон европските интеграции со оглед на важноста на овој закон за Европската унија. Помеѓу ДУИ и СДСМ нема никаква разлика во насока на специјалното јавно обвинителство. Демократска унија за интеграција го поддржува и го поддржувала. СЈО договорени сме за сите точки со Социјалдемократскиот сојуз. Останати се тие разлики кои ги имат двете, условно кажем, македонски политички партии ВМРО и СДСМ, да ги преговараат и да ги приближат нивните ставови. Ние да бидеме запознаени за тие договори кои ќе се донесат, за тие договори кои ќе ги случат, или договор кои ќе го случат СДСМ и ВМРО да помене, но да видиме и да дадеме и нашиот пас, нашиот согласност за тој нивен договор. Инаку ние, како ДУИ, ги имаме заеднички ставови до сега со СДСМ, како коалицијски партнери. Се надевам и во читањето на законот ќе имате заеднички ставови, бидејќи евек се гледа дека на законот за знамења како да не препознавате исто во законот. Едно вели владата, друго вели Бујар Османи околу употребата знамето, кое дојде како реакција на она што се случи во Охрид. Не знам јас каде се разликите, но во Република Северна Македонија, според уставот, албанското знаме може да се користи на целата територија на Република Македонија, приватно. На веселби, на свадби, на разни журки, фамилиарни, индивидуални, но службено, официјално, се употребува на места каде што над 50% од населението се етнички албанци. Тоа е според уставот на Република Северна Македонија. Мислам дека инцидентот што се случи во Охрид е повеќе би го кажала емотивен инцидент од мигот, бидејќи денеска одете во Круја, во Албанија, земете едно македонско државно знаме, нашата држава, одете во Круја, направете каква сакате емисија, ако некој ве додева, ако некој ве казни, да дојдеш кај мене, бидејќи сите казни, но и моралните, ќе ги преземам јас, на моја душа. Значи, таму се отишел луѓе, кои направили еден спектакл, уметнички спектакл, за не знам зашто.
Тие луѓе кои отидоа на Кале со албанското национално знаме, требало да ги формираат властите, локалните власти. Но еве се случило. Не требаше да се случи, но еве се случи. И ние сме граѓани на оваа земја. Дали си видела колку свадби има со албанско знаме? Дали некој е казнет? Или во Велес, во Прилеп, во Битола, во Преспа? Но национални празници, например, во Преспа, знамето не е официјално, ни во Охрид, но свадбите се прават. Очигледно имаше инспирација во контекст на предизборната кампања која на Дали се согласуваме тука? Например, во Охрид, дали на свадби и во Битола, дали се користи? се гледа, присутно е и да, и законот е решено дека приватно може да биде употребувано. И овие луѓе отишле приватно таму. Не отишле со државен протокол нешто или службен протокол. Но емоциите се емоции. Не е добро за нашата држава што се случи. Јас ви уште еднаш ви кажам, одеде во Круја и тие луѓе кои ги казниле тој на културно-уметничкото друштво, каже нека одат во Круја, нека одат во Тирана, на уште поголемо Кале во Албанија каде. Не се пријави. Обично и за снимање на Кале ако одиме треба да се добие дозвола, но тоа е без разлика на употреба на било какво знаме. Кажам дека требало да ги известат. Но и тоа што го направиле казни, не направиле добро, бидејќи не отвориле муабет и сега ние двајцата 5 минути треба да се расправаме што се случи во Охрид. Пред крај сме, какви се вашите очекувања од јунскиот самит после средбата во Берлин? Тоа стана тема кај нас, опозицијата го користи во насока дека сме отфрлени, дека нема да се добие датум за почеток на преговори, наспротив власта која е оптимистички расположена во тој контекст, па ме интересира вашето мислење со оглед и на вашето влијание во таа структура, имајќи предвид дека Бујар Османи, вашиот член е и вице-премиер одговорен за европските интеграции. Мислам дека Европа има своји потешкоти. Има потешкоти со случајот Брексит, има многу потешкоти и проблеми со прашањето со имигрантите. Стотици илјади, можеби и милиони луѓе. Секогаш десните националистички сили се во постојан подем во Европа. И со овие соочувања кои ги има Европа сега, нормално дека го зголемува скептицизмот и за проширувањето помеѓу другото. Но јас сепак мислам дека ако ние сме успешни на овие избори, реалните можности ги имаме за да почнеме преговори, да добиеме датум за отворање на преговорите во јуни оваа година. Бидејќи има пријателски земји, јас сум разговарал со многу, со неколку државници од земји на Европската Унија, кои искажале подготвеност и полна поддршка да се отворат преговорите во јуни оваа година. Но секогаш се повикуваат на тоа, треба да бидете успешно и во овој процес, бидејќи да не им дадеме аргументи на противниците на проширувањето, државите кои се спротивставуваат или кои се малку повеќе скептички. И ни ствараат пречки во нашиот пат кон и во Европа, и помеѓу другото и во југоисточна Европа. Зашто не добивме директна експлицитна поддршка? Ќе добиете, ќе почне преговорите ќе почнат во јуни. Сигуриш Заради изборите во мај, на кои треба да се одржат во Европскиот парламент? Помеѓу другото и поради изборите во Европскиот парламент,
и поради изборите кај нас, и поради разликите кои постојат помеѓу самите членки на Европската Унија, сите работат и тие држави, важни земји што се, кои мислат дека единствена алтернатива е и овој период, и Балканот, и Југоисточна Европа да биде дел од обединета Европа, бидејќи вака Европа е поразвиена, посилна, и со Западниот Балкан, и со Југоисточна Европа внатре во нејзе. Значи, има разлики помеѓу самите земји членки на Европската Унија и оваа ситуација се управува, се менаџира до максималните напори да се убедат сите со консензус да се одлучат за отварање на преговорите за членство на нашата држава во јуни оваа година. Господин Ахмети, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Овде е крај ова интервју. Ви благодарам вас на вниманието и до гледање. Останете со програмата на 1 ТВ. Hvala.